Почитувани, добре дојдовте во вестите на Слободна Македонија. Јас сум Ивана Вучковиќ, а во денешните вести ги гледаме. Масовни митинзи на Сојузот за еднината во Богданци и Гевгелија. Петров најавува, Карпош ќе биде најмалку загадена општина во Скопје. Макрадули се залага за подобрување на меѓуетничките односи. Сојузот за еднината бара прекршочна постапка против ВМРО-ДПМН заради предвремено започнување на предизборната кампања. Вчера вечер Сојузот за еднината одржа два масовни промотивни митинзи во Богданци и Гевгелија. На митинзите беа промовирани кандидатите за градоначалници на овие две општини, а свое обраќање имаше и председателот на СДСМ и лидер на Сојузот за еднината Бранко Црвенковски, кој повика на 24 март граѓаните да гласаат за две победи. Драги пријатели, на 24 март мора да им наплатиме за сите народни пари што ги искрадоа, за сите наместени тендери и лажни анекси, за сите фирми и бизниси со уцена превземени, за сиот рекет што стопанството го наплатија. Мора да им се врати, мора да им се наплати, затоа што како народ не поделија и меѓусебно не испокараа, затоа што со сила не делат на наши и ваши, на патриоти и предавници, на верници и неверници, на транзиционери и преродбеници, на антички и словенски, затоа што испокараа брат со брат, татко со син, другар со другар, затоа што 7 години ни продаваат лажен патриотизам и колку тие повеќе се прикажуваат за патриоти, толку Македонија оди надолу, пропаѓа, бележи порази. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од редовите на Сојузот за еднината Андреј Петров денеска најави дека за време на неговиот мандат Карпош ќе биде најмалку загадената општина во град Скопје. Од двете страни на Вардар. Она што сакам да го истакнам и што е од огромна важност е дека нашите инвестиции во заштитата на животната средина ќе бидат се поголеми, ќе овозможиме добар амбиент за нашите најмлади и ви ветувам дека Карпош ќе биде најмалку загадената општина во Скопје. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од редовите на Сојузот за еднината Јани Макрадули денеска промовираше уште еден проект од неговата програма, кој го поврзува и со средбата што имаше со Сдруженијето Мрежа во мултикултурно општество, во кое членуваат сите заедници што не се дел од Уставот на Република Македонија. Јас се залагам за обединување на градот околу различностите. Различностите да носат нов квалитет. Тоа ќе го направиме со низа мерки, а најголемиот доказ символички ќе биде пешачката зона или пешачкиот проспект што го предлагам од музеот на град Скопје до старата Скопска чаршија, во која што ќе се најдат и 3 подземни улици. Овај пешачки проспект не само што ќе не спојува физички, туку што ќе не спојува и културно и ќе биде символ на обединувањето на Скопје. На Скопје му треба еден плоштад, еден мост и едно заедничко живење на граѓаните во Скопје. Денеска Сојузот за еднината поднесе 210 представки до ДИК, со кои бара да биде поведена прекршочна постапка против ВМРО-ДПМН заради предвремено започнување на предизборната кампања и прекршување на член 69А од изборниот закон. Сметано од денес, нашиот правен тим има евидентирано дека во периодот од 17 февруари до 4 март на полноќ, пред официјално и законски да започне кампањата, кандидатите на ВМРО-ДПМН преку јавни собери, плакатирање, медиумско, интернет и друг тип на представување, директно ги прекршили изборните правила, свесно ставајки се во повластена позиција. Доказите за тоа се евидентирани, набележани и ќе бидат поднесени до Државната изборна комисија. Согласно членовите 69А, 72, 179/Б и 180 од изборниот закон, организаторот на кампањата на коалицијата на ВМРО-ДПМН
треба да плати во вкупен кумулативен износ на име глоби, односно казни, од 1.365.000 до 2.414.000 евра во денарска противредност. Дополнително, во целиот овој период ги бележиме и документираме и сите останати неправилности и злоупотреби кои ги прави ВМРО ДПМН, заедно со партизираните државни органи и режимски медиуми во текот на оваа кампања. И тие, освен што ќе ги процесуираме до надлежните институции и наблюдувачки мисии и странски амбасади, истите ќе ги објавиме во јавноста во соодветна црна книга.